Добар, убав и среќен ден, почитувани гледачи. Ве поздравувам со нашата екипа на Вкусот на традицијата и Алфа телевизија од комплексот Етно ресторан Златно буре Кучково. Тука сме подготвени за новиот рецепт на денот. Јаланджилак. Малку чудно име, нели ми требаше малку да вежбам додека го кажам. Јаланджилак. Што значело тоа? Тоа значеле мајките си ги подлажувале и мажите, и децата. Толку било вкусно, тие што не ги многу што немале апетит, немојте ви одма да помислите за нешто друго дека лажела, туку децата кои што не келе многу да јадат, мажите кои што бирале, пребирале ваму таму, која ќе ја направела оваа манџа, тогаш сите ја бендисувале и седнувале на масата. Значи, оваа манџа, стотици години овој рецепт е стар, ми го кажа мојата драга пријателка Зекија. Ја поздравувам Зекија од Зелениково. Ова е специјалитет, вели, кога имам, вика, така од срце, вика, сите, цела фамилија, деца, внуци, да соберам, вика, јас ја правам оваа манџа. Викам, жив човек се учи секогаш и од секого доживотно. Значи, за да ја направите оваа манџа, на вас ќе ви биде потребно. Ќе ви бидат потребни килограм и пол патлиџани, црвени, значи излупени. Со 500 грама телешко, јунешко, младо јунешко, ситно сечканко така, може врат, може од бутото, што сакате, значи ставете мевце, можете да најадете цела војска луѓе, една главица кромит, едно 10 чешњиња лук, цели, не сечкани. Понатаму, малку сол, една лута пипер, како не јадат деца, се подразбира, ако јадат деца, 8 благи пиперки големи. Ориз, половина чаша, половина китка Макдонос. Јас ке ставам покрај 6 дробени пиперки, се така на крупно, така треба и патлиџанот, ке ставам и 2 лутоти, овде нема деца, можеме, ние возрастните и си сакаме луто, околу 2 рендани моркови, врела вода по потреба, масло по потреба, ама децилитар и пол најмалку ќе оде во оваа манџа, една лажичка мешан зачин сув, бибер, црвен пипер, мелен црвен пипер, малку буковец и триена сол. Инаку да ви кажам, оваа манџа не се вари, не се крчка на ринглато од озгора, туку и ова е многу практична. Тука ќе проврие, ја ставате во рерна, сосе, капак, малку фолија и да си крчка. Запомнете, ова е манџа, ова се јаде со лажица. Ете така. Сега го ставам маслото во тенџере, 1 децилитар и половина. Значи, треба да има. Оваа манџа бара масло. Ке земам сега мевцето ситно насечкано, јунешко, младо јунешко. Ке го ставам 500 грама, ке го ставам во маслото да се пропрши. Само колку да ја промени бојата. Оно ќе пушти, нели, многу вода и тогаш ќе му додадам кромидот, лукот и тогаш ќе почнам да редам се што треба. Сега само вака да си се пропрши. Сега продолжуваме. Еве, почнува да крчка телешкото мевце, тоест јунешкото. Значи, вие ставите како сакате. И ќе почнам да ги додавам зачините кај него. Ќе му додадам малку сол, 1 кафено лажиче. Така. Ќе му додадам и мешан сув зеленчук. Така. Ќе додадам бибер.
малку буковец. А пиперот и триената сол на крајот ќе ги додадам. Ова е благ буковец. И ќе го додадам сега и лукчето. Ева га, цели чешниња, само малку ќе го исчистам така. Доста се тие. Како почна веднаш да мирисе убаво, ќе ги насечкам и лутиве пиперчиња. И да ни се подготвени. Ставам тука. Така. Ова е манџа за една војска. Љутата, дека ова е љута, затоа ги сечкам малку помали, а инаку благите пиперки така со се семка, со се на кругови сечете ги. Ако не сакате така, тогаш исчистете ги. Добро. Еви, ова иде тука. Еве си пушти од својот сок. Така, толку требаше. Само ќе ги насечкам патлиџаните и тие да се подготвени, потоа едно по едно ќе редам во тавата. Патлиџаните, значи да бидат излупени, да не се шета по некоја лушпа тука во манџата. Всушност, претежно гледа на патлиџан оваа манџа. Ево ова што убаво си крчка. За мерак. Така, такви биле домаќинките порано со половина килограм месо да најадете една војска, што се вели. А уште поубаво, ако си живеете во куќа, ако имате бавча со пиперче, со патлиџанче, имате оривче дома, имате макдонос, мераци. Како добро мириса. Прекрасно. Така. Сега, додека сечкам, ќе додадам кромиче внатре. Една главичка кромит. Така. Нека си се пржи сега и кромидот. Така.
дури сега во ова време, ако ја правите оваа манџа, тогаш уште поубаво е јабурчар да ставите, старо семе. Како локум има да биде манџата. Така. Ова е малку зеленко, ќе го отстранам тоа. Така се погоди овој патлиџан. Што се вели не сме внатре да знаеме. Сега ова ќе го промешам. Треба уште едно 10-15 минути месото да се пржи со лукот и со кромидот. И кога ќе забележите дека водата веќе ја нема од месото, тогаш почнуваме да редиме се. Ете, со патлиџанот завршивме. Ќе причекам уште малку да испари водата. Еве, драги мои, мевцето е одлично издинстано и еве го веќе е на масло. Гледате дека е на масло? Еве. Како? Кромичето веќе не се ни препознава, а лукчето еден мирис што му даде, боже ми. Сега ќе ја ставам пиперката внатре. И таа да се пропржи малку, благата, лутката. Така. Сега убаво се ќе испромешам. Пиперката, знаете, таа брзо за 5 минути ќе се пропржи. Веднаш го додавам и морковчето. Така. И ова повторно ќе го промешам. И само 5 минути да поминат, ќе го додадам и патлиџанот. Претходно оризот, макдоносот, патлиџанот на крај, врелата вода, зачините. И ќе го ставам во рерна да се крчка. Но ова манџа, како што ви реков, се срка со лажица. Таа е многу густа, затоа што патлиџанот ќе пушти многу сос, додаваме вода, имаме малку ориз, значи од чаша за вода, како што ви кажав, половина чаша или 4 до 5 супени лажици ориз. Го додавам сега и макдоносот. Така. Може овие веќе да си приберам, не ми требаат. Еве веќе си спаднува пиперката. Што манџичка има да биде ова. Ајде сега и оривче. Така, доста е толку ориз. И него да го фати малку врелото масло. Дури мислам дека и уште малку ќе додадам масло, ама тоа не е од ќе проценам. Сега останатите зачини, значи црвениот пипер и триената сол. Триена сол, една лажица. Нека
мириса на ноктецот, на чубриката. Така. И црвен пипер. Сега ово убаво вака ќе го промешам. Малку да биде морковчето и пиперката подиспрженко и ги додавам патлиџаните. И ќе пробам, на крај се разбира и за вода. А ќе му додадам и уште малку масло. Има многу мастра внатре. Така. Еве го, охо, леле, само да знаете како мириса ова. Уф. Значи, дами, еве ви идеја како да ги подлажете тие што не се толку многу апетитли. Така, сега додавам патлиџанот. Патлиџанот го додавам. Ете така. Убавина. И ја додавам и водата. Најнапред ќе додадам 1 литар. Но потоа може ќе треба уште вода да се додаде, тоа да знаете, во текот на крчкањето во рерната. Вие ќе отворите после час и половина, но сега ќе пушти патлиџанот многу сок. И оваа манџа се крчка долго време, да ви кажам. Ја правите од цабајле, а ја јадете на ручек. Или можете од ногта да ја направите, таа пак ќе биде добра наредниот ден. Така убаво да навлезе водата, за да можам да проценам уште колку сол треба да додадам. Браво, Зекија, за идејата за манџата. Браво! Значи, ова ќе ни остане оваа рецепта од тебе. Сега да ја пробаме. Треба... Ау! Леле, како људи, мајка моја. Уште едем. Прстофата може уште малку. Така, промешувам сега повторно. Ова има да биде манџа и половина. Што велат на шега. Ете така. Ова сега ќе си се крчка. Па така, ние ќе причекаме, драги мои, затоа што ние не се брзаме. Ќе си седнеме тука во дворот на Златно буре Кучково, ќе си јадеме по едно салатче, ќе си им замезиме, додека си искрчка ова убавина неколку часа, значи на тивко така да си крчка, што се вели додека се не се сплоти едно со друго и да му излезе маслото горе, седнуваме на масата со една салатка, со лепче, на здравје нека ни е. Останете со вкусот на традицијата. Драги мои, еве манџата ја ланџилак. Ја запамтив. Значи, секоја чест за мојата Зекија каква рецепта ми даде. Еве, гледајте колку треба она да биде густа, да се крчка толку време, а погледнете како крем е манџава, крем. Ајде сега
сега да си става. Ја комбиниравме со македонска салата, со лути залучени пиперчиња, лепче овдека треба да се мацка. Леле, колку е ова добро. Ау, како ова мириса. Тоа е таа манџа, тоа е таа манџа. Леле убавина. И право уживање да се мацне. Значи, ова манџа јаланџилак ќе ми остане my favorite, што викаат во кујната. Ја обожувам. Значи, ме потсетува баш на тие најстари македонски јадења. Кусот на патлиџанот со оривчето, па со мевцето телешко, лукче, па нема што нема. Нешто преубаво, нешто преубаво. Ние ќе останеме да уживаме овде во нејзиниот вкус, ќе ја споделиме кај сите вработени во Златно буре Кучково, кај нашата екипа, ќе си коментираме на кого како му се допадна, а верувам дека и на вас ќе ви се допадне. Направете, а топло ви ја препорачувам оваа манџа. И вака ќе си мацкате и ќе си уживате во вкусот. И навистина со тие состојки, македонски состојки, може само вако врвен, квалитетна манџа да се добија. Драги мои, ве поздравувам до следната емисија Вкусот на традицијата. И знаете како велат? Кога ќе се качите во погрешен воз, симнете се веднаш на првата станица. Зошто? Затоа што ако продолжите да се возите во погрешниот воз, премногу ќе биде скапа повратната карта. На здравје до следната емисија. Гушки и бакнежи од целата екипа на Вкусот на традицијата.